Голем камен на неизвестност стои над главите на сите министри и директори на јавни претпријатија. За само неколку дена премиерот Заев ќе објави кој од сегашните високи владини функционери останува, а кој ќе замине во политичка пензија. Истиот камен на неизвестност стои и над министерот Цугаревски, кој за себе вели дека трча и работи, но дали ќе биде сменет, одлучува друг. Ова прашање мене во изминатиот период ми е веројатно 2-30 пати поставено. Јас во неколку наврати кажав дека е малци и побрутално, може би дека е малци и невоспитано од наша страна како актуелни функционери сами да си оценуваме нашата работа. Од првиот ден натаму мандатарот, односно премиерот е тој кој што нормално оценува работата на министрите, исто така тоа го прават и граѓаните, така да сето она кое што го кажав и минатиот пат е дека врз база на неговите анализи кои што ги прави, нормално е да премиерот донесе соодветни одлуки, така и за случајот со министерот за транспорт и врски, тоа е естествено. Во кожата на Сугаревски во овој период живее и директорот Зоран Китенов. Очекува телефонски повик, гледа телевизија и очекува исход. Ќе ја задржи ли сегашната директорска работа или не? Јас ја гледам и си ја работам работата. А тој што треба да мери, да сече и да цени е премиерот, негово апсолутно правото, така да воопшто не сум оптеретен со тоа. Во однос на така наречениот црн список на Заев, двајцата функционери на Жешкото Радовишко Сонце со различни коментари. Поставувате кои се на тој список? Не, апсолутно воопшто не, немам намера. Мене ми е битно да си работам мојата работа, апсолутно немам намера да оценувам колеги министри кои што сме заедно изминатите 2 години во нашата влада. Дали го знаете списокот на директори подвлечено со црвено од страна на премиер? Дали сте вие на некој? Вие како тоа ќе треба на премиерот да го прашате. Иако нивните изјави се не само идентични, туку и рутински, длабоката неизвестност кај нив е присутна, зашто и двајцата во овој период имаа светли, но и моменти на големи критики. Особено голем гнев во јавноста тие се навлекоа со неколкуте неуверливи изјави за пролонгирањето во употреба на автопатот Штип-Миладиновци. Секако претходно и уште поважно е неговото досење на изградбата, исто како и се она што се случуваше на делницата Демир Капија Гевгелија.